почнуваме да ги одбројуваме минутите во кои што ја отвараме политичката дискусија која што ви ја најавивме пред малку. Правдата, односно неправдата е тема на која секогаш вие со право, гласно и огорчено реагирате. Правдата никогаш не била понеправедна и токму за ова голема голгота во која нашата држава се случува на овој план денеска говориме заедно со поранешниот министер за правда господинот Михајло Маневски, а негов домакин на разговорот е мојата колешка Бојана. Повелете. Добро утро, почитувани гледачи, и од мене ви посакувам убав ден за случувањата, за законите, но и за она што се случува во правото и дали можеби Македонија се соочува со ново овој пат правно вето од Европската Унија. Зборувам со поранешниот министер за правда Михајло Маневски. Добро утро, ви благодарам што прифативте поканата. Добро утро, благодарам што ме поканивте. На почеток актуелните закони, 3 закони, законот за амнестија, се направија веќе измените на кривичниот законник, се предлагаат измени на законот за помилување. Сите овие закони ја кренаа јавноста на нозе. Зошто и на кому му се потребни овие закони на 6 месеци пред избори? Па мислам дека веќе повеќе од еден месец од кога се донесени овие контраверзни измени на и дополнување на кривичниот законник, интересот на јавноста е се уште многу голем и ќе биде, а сега се додаваат уште нели два нови закони, предлог законот за амнестија и за предлог законот за помилување, што на одреден начин се создава со овие закони еден антиреформски фронт во Република Македонија, кој што очигледно говори за тоа дека сите најави што доаѓаат од Европската Унија, од Европската комисија, дека не само една членка, туку веќе други членки се подготвуваат за вето, за почеток на преговори на Република Македонија, заради тоа што сите доваѓаат до сознание дека во државата не владее правото, не владеат законите, дека владее корупцијата и дека со овие закони се врши практично стимулирање на коруптивни казнени дела и помилување или амнестија на тешки сторители на кривични дела од различни области и секако дека тоа е една лоша легитимација на државата, наместо државата да се бори за владењето на правото и законите, очигледно е дека интенциите се сосема поинакви. Тоа не е во прилог на она што треба да значи функција на слобода, на изразување на граѓаните, на демократски развој на државата, економски развој, нели? Законите се темелни основа за севкупен развој на државата во различни области, дали здравство, дали образование, дали економија и така натаму. Вие гледате, еве спомнав ја две-три области од нашето општествено живење, меѓутоа во сите тие е катастрофа. Земете го здравството како е, земете го какво е образованието. Веќе 2 години нема учебници, кога да е 49-та, 49-та година повеќе имаше. Јас сум од тие генерации тогаш кога го добивме првиот буквар. Меѓутоа очигледно ние кога говориме за овие работи, говориме со еден револт за тоа што граѓаните на Република Македонија не заслужуваат да живеат во оваква држава во која што владее хаос, а не владее закон. Сега, законот за амнестија и за измените на кривичниот законник ќе зборуваме малку подоцна и за споредбите кои ги направи премиерот Ковачевски. Ќе ве прашам, но сега за законот за амнестија, зошто се прави на 6 месеци пред избори и дали неговата цел е релаксирање на состојбата во затворите, односно празнење на затворите, или затворениците да бидат да ги искористи власта предизборно? Па мислам дека недопуштено е да се донесува закон за амнестија, а непосредно неколку месеца пред избори, пред председателски, а потоа парламентарни избори, тоа е недопуштено и очигледна е целта на власта да од затворите излезат одредени сторители береколи на тешки кривични дела кои што нанеле големи последици на државата. Значи, кога се говори за амнестија, очигледно е дека од овој предлог на закон што е веќе доставен во собранието, значи ќе се ослободат од затвор од сите сторители на кривични дела до 6 месеца затворско се осудени на казна или 30% ќе им се намали казната на другите сторители на кривични дела.
тука секако дека ќе бидат опфатени оние 20 сторители на кривичното дело на онаа случај од Монструм. Меѓутоа со овој закон за амнестија се опфаќаат и сторители на тешки кривични дела на трговија со дрога, трговија со оружје. Вие гледате што се случува, нема ден, буквално нема ден, а да не се открие случај на да се открие сторители на овие растурачи на дрога, да не се открие дрога во домови, во возила, во станови и така натаму, дали е кокаин, дали е хероин, сите видови на дрога. Ние држава за жал стана едно поприште на една голема, би рекол, трговија со наркотици и секако дека тоа многу лошо влијае и на развојот на младата генерација и секако дека се оддаваат тие на пороци и секако дека државата не може да биде индиферентна и уште повеќе сега да ги пушта такви сторители на кривични дела да ги амнестира со 30 или повеќе. Споменавте дека излегуваат на слобода со овој закон за амнестија, дека се амнестираат и оние двајца помагачи за петкратното убиство кој е Монструм. На оваа тема имавме и прашања од гледачите. Сузе, може ли да го слушнеме? Она за што се интересираат гледачите? Нашите гледачи следеа уште рано наутро од најавата дека вие ќе ни бидете гостини и најчесто поставуваното прашање кое пристигна во изминативе час и половина е зошто со новиот закон за амнестија не се опфатени лицата за 27 април, а се опфатени токму осудените од петкратното убиство кај Смилковско. Па ја мислам дека токму тоа е злосторот што го прави ова власт, каде што се пуштаат од затвор столители на едно монструозно кривично дело, значи се создава можност да бидат пуштени од затвор, а не се ослободуваат лица кои што, јас тоа сум го кажал многу пати, од 27 април, каде што очигледно дека нити постои дело тероризам, нити овозбужување на некаков тероризам, каде што се осудени на ригорозни казни, некаде над 200 години, толку многу лица. И затоа мислам дека сосема оправдан револтот на граѓаните, каде што граѓаните се свесни за состојбите во државата, свесни се за тоа што значи криминалот на овие сторители на најтешки кривични дела, како што е случај од Монструм, нели, каде што веќе толку колку помина 10-12 година од кога е сторено тоа дело, а овие сторители на осудени лица за 27 април, да кажам, гнијат во затворите, ни криви ни должни. Господине Маневски, премиерот Димитар Ковачевски го нарече Дарт Вейдер на македонското правосудство човекот што стои зад кривичниот законник, кој сега е веќе сменет и од кој се избришаа некои членови. Ковачевски не прецизираше со кого го спореди ликот во филмскиот серијал Војна над звездите, кој често се поврзува со злото. Подоцна на новинарско прашање да појасни премиерот на кого мисли кој е Дарт Вейдер на македонското правосудство, премиерот остави на новинарите да истражуваат, само посочи да се вратат 15 години наназад. Сега, кога се враќаме 15 години наназад, вие бевте министер од 2006 до 2011 година. Дали се препознавате во ликот на Дарт Вейдер? Па ја мислам дека во Дарт Вейдер се препознава господинот Димитар Ковачевски, председателот на владата на Република Македонија, за жал. Меѓутоа, очигледно дека тој човек очигледно се служи со многу лаги, со многу невистини, за жал. Премиер, што е недопуштено да има таков однос према јавноста, затоа што едноставно ја мами јавноста. Ја сега да ви кажам, јас сум министер за правда во два мандати, од 86 до 91 година и од 2006 до 2011 година. И многу невистини се изнесува во јавноста за кривичниот законник. Првиот кривичен законник на Република, на Социјалистичка Република Македонија, донесен 1977 година. И во член 177 од кривичниот законник е предвидено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување.
Кодификација на казненото законодавство е извршена во 1996 година, кога е донесен кривичниот законник. И во тој кривичен законник е предвидено кривично дело злоупотреба на службената положба и овластување во членот 353, несовесно вршење на службата 354, злосторничко здружување од членот 394, така што апсолутно нема никаква основа, било какви изјави дека некогаш кривичното дело злоупотреба на службената положба било избришено. Јас ги консултирав и законите од другите држави, каде сите држави и од поранешна Југославија и овие што се веќе членки по десетина години на Европската унија, на Словенија, на Хрватска, во сите кривични закони и во Србија, ако не е она земја член кандидат за членство во ЕУ, во сите кривични закони постои ова кривично дело. Во сите кривични закони постои кривично дело злоупотреба во постапката за јавни набавки. Ние сега со овие измени што се направија, практично кривичното дело не постои одговорност за злоупотреба во постапката за јавни набавки. И сега кога говори за некој Дарт Вердер, дека тоа е закон од комунистичко време, донесен од некој Дарт Вейдер, и сега при тоа се става европско знаменце на самиот закон, а ниту една земја членка на Европската унија нема ваков закон. Значи, од тоа комунистичко време, знаете кога е изменет кривичниот законник и кога е воведено ова кривично дело, злоупотреба во постапка за јавни набавки? Во 2004 година, јас не бев министер во 2004 година, беше господја Мери Младеновска Ѓорѓиевска, а председател на владата беше господинот Бучковски. Према тоа Дарт Вердерот нека го праша господинот Бучковски како е донесен кривичниот законник и зошто е воведено ова кривично дело злоупотреба во постапката за јавни набавки. Мислам дека кога се говори нешто, говорот има една тежина, има тежина ако се говори вистината, ама ако се говори невистината, очигледно нема никаква тежина. И сега кога не само господинот Ковачевски и еден друг председател на една партија изјави дека кривичното дело злоупотреба на службената положба и властување 10 години во 90-те години било избришено, што апсолутно не е точно. Затоа што тоа кривично дело си постои и тоа сигурно го има и во многу закони, ако го има во Словенија, ако го има во Хрватска, тие се многу поблиску нели до Австрија и до Германија и тие сигурно дека го преземаат и тоа кривично дело. Мислам дека работите треба да се гледаат во нивната суштина, а политиката треба да се остави на страна, затоа што манипулацијата со јавноста не е во функција на никого, а поготово не е во функција на тоа граѓаните да живеат во државата во која ќе владее законот. Сега за законот за помилување, тој е еден од последните 3 закони кои ја крена јавноста ранозе. Со овој закон за помилување, председателот нема да може да помилува лица за кои нема правосилна судска одлука, односно кои се под истрага, ќе може да ги помилува оние лица само за кои има правосилна судска одлука. Но затоа пак ќе може да брише пресуди. Новото законско решение за помилување на Министерството за правда овозможува за прв пат, освен судовите и председателот на државата, преку извештајот што ќе му го достави Министерството, да го прави тоа. Односно, Министерството за правда може да му наложи на председателот да избрише пресуда. Тоа значи дека сите осудени политичари во Македонија, хипотетички земам, нема да мораат преку суд да бараат бришење од казнена евиденција, туку Министерството може да им заврши работа. Како го коментирате овој предлог и како гледате на овој предлог кој се уште не е влезен во собраниска процедура, но се најавува дека во ваква форма со оглед на она што го добивме како информација од Министерството за правда? Па ево, слушам сега во последниве денови кога веќе се најави донесувањето, предлагањето на овој закон за помилување, дека се направи еден не знам каков чекор напред со тоа што на председателот на државата му се одзема правото да врши помилување на лица од кривично гонење. Мислам дека е тоа една голема ноторна глупост. Ако го погледнете кривичниот законник, а законите нели мора да бидат конзистентни, за сите закони да се овој е изворен законник, кривичниот законник. Видите што пише во кривичниот законник? Во кривичниот законник во член 114 стои дека со помилувањето на поименично определено лице му се дава ослободување од гонење. И сега
или ослободување делумно или целосно ослободување од казна. И исто се однесува и за амнестијата. Значи не е точно дека нема овластување, кривичниот закон не предвидува ослободување од кривично гонење на одредени лица, нели поименично определени лица и за ослободување од извршување на казна целосно или делумно. И сега, ако се донесе ваков закон за помилување, како што се предлага, демек претседателот нема право да помилува од кривично гонење, тој ќе биде во контрадикција со кривичниот законник. Затоа што кривичниот законник е основа кој што ги уредува прашањата и за амнестијата и за помилувањето. Прво нека го изменат овој кривичен законник, па потоа нека донесат закон за помилување. Ако не го изменат овој кривичен законник, кој закон ќе се применува? Законот за помилување кој што нема да предвидува надлежност на претседателот на државата да врши помилување на лица за ослободување од казнено кривично гонење, или ќе се применува кривичниот законник кој што тоа го предвидува. Гледате колку до какви апсурдни ситуации ние сега доаѓаме. Ја не знам луѓето дали нешто читаат или не читаат кога предлагаат вакви небулозни закони. Од Министерството за правда доаѓаат овие предлози? Да ви кажам право, ја го слушам и министерот за правда, господинот Лога, и сакам да ви кажам една работа што за мене, јас сум бил 10 години министер за правда, неразбирливо. Министер за правда да не подпишува закон, како што е кривичниот законник, нели? Меѓутоа да остане министер за правда, зашто не се даде оставка? Ако јас сум министер за правда и ја вршам функцијата законито и одговорно, а од моето министерство излегува закон со кој ја не се согласувам, мене таму не ми е местото. Како може заменик министер да предлага закон? Заменик министерот согласно законот за организација и работа на органите на државната управа ги врши, го заменува министерот кога е тој спречен или одсутен. Он не беше ни спречен ни одсутен. И второ, заменикот министерот ги врши работи само што ќе му ги довери министерот. Му довери ли министерот Лога на заменичката Викторија Аврамовска-Мадик да биде представник на владата? Представник на министерството е министерот. Министерот го представува и раководи со министерството. Тоа е основен елемент на една организација на органите на управата. И затоа кога реков колку се измешани работите, измешани се, меѓутоа не се внимава на конзистентност на еден однос, на еден одговорен однос. Да знаете, јас сум предложил и бранел во овие 2 мандата над 300 закони, колку е таа сложена работа. И 2 пати сум бранел и сум предлагал и уставни амандмани, тоа што се однесуваше за изручување на лица на друга држава, или она што беше амандманот за намалувањето на цензусот за избор на претседател во вториот круг, нели беше 50%, а сега со амандманот го смаливме на 40%, излезност на граѓаните во вториот круг за да бидат успешни изборите. Ниедна држава во светот во вториот круг нема никаков цензус. Тој кандидат добива кој што ќе добие поголем број на гласови, а не 30 или 40. Тоа се све отстапки кои што одат на штета на правото, на штета на законите, на штета на граѓаните, на штета на уставното уредување. Ние не можеме да се задоволиме со вакви односи кои што очигледно дека не кореспондираат ниту со светските стандарди, ниту со европските стандарди, ниту со кореспондираат со суштината на одредено однесување во функциите на власт. Сега, кога сме кај измените на кривичниот законник, на 30 мај годинава поднесовте кривична пријава против премиерот Димитар Ковачевски, вице-премиерот Артан Груби, вице-премиерот Бојан Маричич, министерот Благој Бочварски и директорот на јавното предпријатие за државни патишта ЕУ Простеми за дело злоупотреба на службена положба и овластувања поврзани со подпишувањето на скандалозниот договор Бехтел и Енка. Што се случува со пријавата сега после измените на кривичниот законник? Јас да ви кажам право, не можев да бидам мирен како човек. Сега говорам како граѓанин. Кога го слушам господинот Маричич кој што говори, јавно дава изјава пред целата јавност. Ние ставивме европско знаменце заради тоа што сакаме да се заобиколи опозицијата која што ќе го попречи до ратификувањето на договорите до сувенето на тој закон за ратификација. Мислам дека кога говориме за овие работи сега, очигледно е дека
во такво дејание на еден заменик министер, било кај тоа да го каже, у било која држава, у најслабата држава во светот, истиот момент не може да биде ни министер, не може да биде ни заменик. Меѓутоа, тоа е очигледно е кривично дело, затоа што да ставите вие европско знаменце, тоа значи европското знаменце значи ограничувањето на правата на пратениците да расправаат. Затоа што нели ограничена е расправата во комисијата за европски прашања и ограничена е расправата на пленарната седница, нели на 2 или на 3 дена. Значи, вие на тој начин што кога ги ускратувате правата на пратениците, ги ускратувате правата на граѓаните затоа што граѓаните ги избираат пратениците. И сега да така олеко се помине преку ова и ќе сајме европско знаменце, ќе ограничиме расправата, да се заобиколи опозицијата, да не поставува амандмани, да нема расправа, и ние никому ништо. Тоа е кривично дело и ја мислам дека ова кривична пријава за која вие ја спомнавте, јас ја поднесов заради тоа што очигледно е, јас сум бил 27 години јавен обвинител на сите нивоа. 2 пати сум биран за јавен обвинител во јавното обвинителство на Македонија. И во предходниот систем и во 2009 година. Така што јас можам сигурно да отцрнам дека она што се прави е казниво, она што се да вие еден договор, никој не знае што пишува во тој договор. Уште денеска никој не знае. Сега слушам антикорупцијска комисија го чешла договорот, колку време се чешла тој договор. Но сега се избриша членот 353 од кривичниот законник. И сега што се случува со вашата пријава? Прашање, значи кривичната пријава е веќе решена затоа што нели се измени кривичниот законник, се избриша ставот 5 од членот 353 што се однесува на јавните набавки, а ова кривична пријава се однесува токму на тоа, на потпишувањето на договорот за градењето на овие автопатишта и дека практично сега кривично дело нема. За Бехтел и Енка никој нема да одговара. За Бехтел и Енка никој нема да одговара, затоа што и да се открие, па што и да покаже антикорупцијска, што и да покаже предметот на антикорупцијска одговорност, нема да има. Основно правило е основно уставно правило, значи никој не може да биде земен на кривична одговорност за кривично дело кое што не е предвидено со закон. Ако веќе ова дело е избришано, значи такво дело не постои. Према тоа, ако не постои тоа дело, очигледно дека таква одговорност не може ни да има и сигурно дека врз основа на овој кривичен законник, ја мислам дека овој законник да има малку резон и памет ќе го повлечат, меѓутоа очигледно дека Европската комисија веќе не гледа вака низ прсти, како што имаше во некои ситуации каде што така и се гледаше, каде што веќе најавува дека ќе имате вето заради корупцијата во државата и заради вакви контраверзни закони кои што не одат во прилог на функција на горење на корупцијата и криминалот, него на стимулирање, затоа што евроамбасадорот Дейвид Гир добро нели кажа дека со вакви закони се промовира неказнивост во државата. И така затоа Брисел изрази загриженост. Затоа ние вака говориме и да ви кажам, ви благодарам што ми овозможивте. Сепак мислам дека нашите гледачи ќе имаат некои појасни видувања за сето ова што се прави. Меѓутоа ова е борба за закон и ова што го ние говориме сега е борба за закон. Граѓаните на Република Македонија во ова немаштија, значи каде што гледаме што се случува, значи тие ако страдаат за леп, значи страдаат многу повеќе за тоа што нема правда. Правдата мора да владее во државата. Ако нема правда, ако нема закон, нема владење на право, нема основи на државата. Се рушат основите на државата. Да, и неправдата ќе испразни државата на крај. И на крај така, толку е нашето време во овој дел од утринската програма. Ви благодарам што бевте денеска мој соговорник. И јас вас многу ви благодарам.